дека дојдовме до крајот на оваа серија од 8-9 предавања. Вече дојдовме до 8-та страница. Имавме и предпладне проучување, меѓутоа еве ова е последната во оваа серија и темата која носи наслов, верувам, го предизвикува нашето внимание, најдоброто доправа доаѓа. Значи нешто што се уште не е остварено, а ние како христијани го очекуваме тоа да се оствари. Христијаните секогаш се надевале она во што верувале во Исуса Христа, во неговите ветувања. Исус рекол: "Одам да ве приготвам место, кога се ќе биде готово, ќе дојдам по вас да ве земам и вие да бидете каде што сум јас." И сакам на почетокот, како и вообичаено што почнуваме, со еден пример на една госпоѓа која била верна христијанка. Таа цел живот го посветила на Господа. Меѓутоа, ете, дошла старост, се разболела и уште кратко време и останувала од низиниот живот. Госпоѓата се викала Марта, била весела и срекна жена, со оптимистички став. Не гледала на тие црнила кои секој од нас ги има во минатото или во животот. Гледала секојаш од ведрата страна. Таа не кажувала чашата е празна половина, него половина, како се тоа другото вели? Полна. Значи секојаш оптимистички гледала, не размислувала песимистички, но еве дошол денот и часот кога таа навистина размислувала за својот крај, како и ние што ќе доживееме еден ден крај. Го взела телефонот и му свртила на низиниот пастор, проповедник, да му соопшти нешто што тој треба да го заврши кога таа ќе ги затвори своите очи. Наистина го повикала пасторот, од другата страна се јавил низиниот проповедник. Во тонот на низиниот глас се чувствувала загриженост. Таа сега треба да му соопшти нешто што не е секојдневно, да му каже што треба се да приготви кога таа ќе ги затвори очите. Значи, требало итно да разговара, бидејќи по телефон не можела тоа да го каже, го повикала проповедникот да дојде во низиниот дом. И навистина проповедникот веднаш после некоја минута дошол, бидејќи разговорот бил итен, многу важен. Проповедникот осетил дека нешто не е во ред, дека нешто се случува со ова жена, ова сестра, ова госпоѓа Марта. Таа почнала да кажува, да раскажува како животот и поминал и дека сега се ближи крајот, но сепак е низиниот крај да биде благослов за сите оние кои ќе дојдат на низиниот погреб. И затоа таму кажала: "Проповедниче, те молам, запиши. Случајно нешто да не заборавиш. Сакам таа и таа песна да биде отпеена кога ќе ми вршиш погреб, кога јас ќе ги затворам очите." И таа кажала која песна е најмила, најдобра, бидејќи сакала и таа песната која ќе биде отпеена да биде за сведоштво на сите присутни. Потоа рекла: "Сакав да ми читаш од Библијата, од првото послание на Солуњаните", еве кој текст таа го барала. "Бидејќи сам Господ со заповед при глас на архангел и при труба Божја ќе слегне од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние живите, а потоа ние што сме останали живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати со Господа во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господа." Тие текстови таа сакала, барала од проповедникот да ги чита, не претежно ги читаме овие текстови, вие кои сте присуствувале на наши погреби, но како е да таа сакала да остави аманет на проповедникот тие зборови да ги чита од Библијата пред низиниот одар, пред низиниот ковче кога таа ќе биде погребана. Дури побарала и во кој фустан да биде облечена. Таа го изнела од ормарот и рекла: "Во овој фустан сакам да бидам облечена." И навистина проповедникот си изел обврска така да биде. "Проповедниче, уште нешто", рекла жената. Сега многу важно таа спомнала. "Сакам во раката да ми ставиш една вилушка." Јас мислам да донесам вилушка, но заборев. "Вилушка да ми ставиш во рака." Проповедникот малку се зачудил и рекол: "Зошто да ти ставам вилушка во твојата десна рака?" Затоа што
таа почнала да раскажува. Кога одиме на некоја свадба, кога одиме на некој оден ден, први јадеме супа, знаете, јадеме разни јадења, а на крај што ни носат? Торта, шлак. И затоа ќе те замолам, нека луѓето видат дека јас во раката држам вилушка. Марта верувала дека најдоброто допрва доаѓа. Дека тој нејзин живот што го поминала 50, 70 и 100 години, сепак на крајот ќе заврши. Но најдоброто допрва доаѓа. И затоа таа сакала символично и видливо да луѓето видат и да се прашат кога ќе поминуваат нејзиниот сандук да го гледаат, да ја гледат нејзе. Да се прашат зошто таа има вилушка во низината рака. Иако во животот, драги присутни, понекош може да бидеме на врвот во денешниот свет, но често пати знаеме од врвот да се симнеме долу, да паднеме. Затоа ако сме обесхрабрени, знаете дека најдоброто допрва доаѓа. Ако поминуваме низ разни трауми, разни проблеми во животот се случуваат, знаете дека најдоброто допрва доаѓа. Ако твоето тело го мачи некоја болест, може би си добил или си добила некоја лоша диагноза, знај дека најдоброто допрва доаѓа. Ако твоето минато е како скршена чаша, чашата се крши и не можеш да ја составиш, некои покушаваат, но има лузни, има белези. Може би твоето минато е како скршена чаша, но знај дека најдоброто допрва доаѓа. Може би имаш финансиски проблеми, а ги имаме во животот. Доаѓаат разни проблеми финансиски. Може би си задолжен со кредити. Може би си почнал градба на куќа и до половина не можеш да завршиш. Знај дека најдоброто допрва доаѓа. Ако се мачиш со вина, нешто си сторил и не можеш тоа да го исправиш, многу луѓе има кои се во затвори. Ќе испаштат за она што го направиле. Ќе отслужат 10, 15, 20 години. Но она што го направиле оставило лузне во умот, во мислите и не може тоа да го изличи со лежење во затвор или со откуп, да се откупиш слободата. Но сепак знај дека најдоброто допрва доаѓа. Ако те заробил некој грев, некој проблем, некој порок што си го имал, знај дека најдоброто допрва доаѓа. Ајде малку да се посветиме вечерва дел на ова предавање, ќе го посветиме и на животот на Мојсей, кој покажува дека најдоброто допрва доаѓа. Дали ја знаете историјата на Мојсей? Ако ја читате втората книга на Мојсей, неговата книга, тој е автор на тие 5 книги Мојсееви, ќе видиме како почнало неговото детство или детинство. Мојсей бил проколнат уште при раѓањето. Живееле во една туѓа држава. Тие биле робови, родителите му биле робови. Ние тоа не може да го сватиме, зашто никој од нас не бил роб, ниту слуга. Меѓутоа, замислите, твојата или мојата мајка да живее под робство, само под наредба на тие предпоставени војници, кои ги будели наутро да јадат и да отидат таму во полето и да мешат кал, да прават цигли, тули, значи со слама и земја, тоа го мешале, се сушило тоа и граделе градови. Едноставно, знаете, една прилика кога фараон им забранил да добиват плева, морали сами мажите да одат во полето и да собират трња или да жнијат трева, да се суши па да прават цигли. Замислите под какви околности се родило ова дете, Мојсей. Значи, многу тешки околности. Бог проклетството го претвара во благослов. Ке видиме подоцна малку како Бог го водил Мојсей. Никој не му дал бланко документ дека Мојсей ќе биде принц, дури ќе дојде во престолот, близу престолот на фараон. Меѓутоа, ќе видиме дека тој подоцна ќе се откаже од тоа, ќе се врати повторно меѓу својот народ. Ајде го читаме текстот. Тогаш му заповеда фараонот на целиот свој народ, велејки: секој машко кој ќе се роди кај евреите, фрлете го в река, само женските деца оставете го во живот, со цел да не се множат, зашто кога фараон го повика својот совет и тие констатирале дека евреите многу брзо се множат. И се уплашил тој за својот престол и тој пресметал за толку години тие ќе ги надвладеат
И затоа, ете, донели такво решение, да машките деца биват убивани, додека женските да останат во живот. И затоа, ќе видиме низ какви проблеми сега ќе поминат израелците, евреите во египетското робство. Но нашите големи проклетства со текот на времето се претвараат во големи благослови. Чудна работа. Ќе видиме како Бог сето тоа ќе го претвори во благослов. Може само една дигресија за Јосиф. Одиме, значи, неколку години подоцна, кога ќе го продадат Јосиф, неговите браќа, претходно, значи, пред да влезат во робство, знаеме Јосиф каде живеел, меѓутоа тие ќе го продадат. И Јосиф ќе се најде токму во Египет, како предвесник на евреите кои подоцна ќе загалбат во робство. Бог како ја отварал вратата. Но што рекол Јосиф во еден миг на браќата, кога им се открил? Вие ви мисливте лошо за мене, но тоа Бог го претвори во што? У благослов. Видите како Бог проклетствата ги претвара во благослов. Фараон намеравал евреите да ги држи под строга контрола. И затоа им наредил на бабиците, жените кои пораѓале, секој машко дете да го притиснат наврат и да го снема. Да умрат машките деца. Меѓутоа, историјата вели, сега да не читаме ради времето, кога родителите на Мојсија го добили, кога тој се родил, го криеле неколку месеци, но кога детето почнало да расте, почнало да плаче, тоа се слушало во логорот, во улицата кај што тие живееле, војска, војниците поминувале стражарите и тие може да слушнат дека има тука бебе и ќе проверат дали е машко или женско. Кога го криеле неколку месеци, повеќе не можели. Затоа донеле план. Детето да го пуштат во една кошница, да се направи кошница, ќе го пуштат во реката, па Бог нека го води Мојсија. Видите, и родителите биле многу верни на Мојсија. Го предале детето во рацете Господови. Секако тука била и неговата сестра Марија, која тоа го наблюдувала. Замислите, таа кошница исплетеле, ја обложили со зифт или со некои такви смеси кои не пропуштаат вода и бебето го пуштеле во таа кошница. Интересно, принцезата, ќерката на фараон, се капела тука на таа река. Ништо нема случајно. Бог ги водел работите. Во книгата Патриарси и пророци пишу дека Божиот ангел го чувал тоа мало бебенце во таа кошница. Значи Бог ги водел работите. Проклетството е претворено во благослов. Понекогаш и ние моментално може би доживуваме некои чекори на паѓање, кога паѓаме, но Бог тие чекори може да ги претвори во победа. Само ако му бидеме верни и послушни. И замислете сега, Мојсија доаѓа во домот, во дворот на фараон. Имал предиспозиција да расте, да биде наследник. Ги посетувал најдобрите училишта, најдобрите факултети, завршил и астрономија, и политика, да биде и водач. Значи ги знае сите работи, зашто треба да биде идниот фараон, кој ќе го води Египет во нови подеми или победи. Меѓутоа, знаеме дека сепак Мојсија ќе прифати еден друг пат, што Господ ќе му го открие. Само една мала дигресија со Данијел да се подсетиме. Човек кој исто така се нашол во едно робство, но Бог го употребил таму во робството да биде гласноговорник Божи, да му го протумачи тој голем сон на царот Навуходоносор, кој бил во страв обземен, кој го сонил тој сон, но го заборавил, но Бог му го открил на Јосифа и наистина од злото Бог претворил добро. Најдоброто доправа доаѓа. Наистина, прето ќе се најде Јосиф во затвор. Ќе биде обвинет, оптужен, што на Јосифа на памет такво нешто не му дошло, но сепак знаеме дека Бог ќе го извлече од тоа. Најдоброто доправа доаѓа. Исус Христос претрпел венец, трнов венец, претрпел крст, шајки, клинци на рацете и нозите, но Исус, знаеме, сето тоа го победил. И затоа, драги присутни, кога ќе наидеме на проблеми,
да гледаме подалеку од своите солзи, да гледаме подалеку од својата тага, да гледаме подалеку од болките кои го кршат можеби нашето срце, да гледаме подалеку од своето разочарување, да гледаме подалеку од разводот, и тоа се случува. Се случува на наши пријатели, на наши домашни, но сепак да гледаме напред, да гледаме подалеку од болестите, од болките, од страдањата, да гледаме подалеку од раните. Зошто? Затоа што најдоброто доправа доаѓа. Ние сме овде гости. Ако го си гостин во некој семејство, ден, два, три, и ќе си замениш. Сите ние сме овде гости. Да гледаме во Исуса Христа. Може би сега е тој невидлив за нашите очи, но најдоброто доправа доаѓа. Ние треба да гледаме со очите на нашата вера. А вера е гледане во непознато. Верата не е да допреш нешто. Спомнав на овој вечер, значи во секојдневниот живот, во физичкиот живот верата е потребна. Влегуваме во автобус или во воз, воопшто машиновозачот не го гледаме таму, 5-10 вагони има, или оној кој го вози авионот. Влегуваме со вера, дека тој ќе не однесе до крајната дестинација. Значи, да гледаме во невидливиот, но Исуса може да го видиме и на страниците на Библијата. Сето тоа е овде запишано. Да се вратиме на Мојсија. Мојсија бил 40 години во Египет. Не знаете случката кога некои израелци се карале меѓу себе евреи и дошол да ги раздвои Мојсија. А претходно еден египетски војник како тепа евреин. И Мојсија скокнал. Тој имал осет, тој имал во посвеста чувство дека не е египетски, дека тој е евреин. Сте гледале филмот како тој режисерот го направил. Меѓутоа, војникот тој го убива, како никој да не знае, меѓутоа сепак имало сведоци. Подосна евреи се карат меѓу себе и што рекол едниот евреин? Што сакаш и нас да не убиеш како што го уби војникот. И замислете, тогаш Мојсија се дрзнал и сватил дека се знае тој логорот. И Мојсија бега. Тоа е Божи план. Мојсија излегува од Египет и оди во пустињата, каде што уште 40 години Бог сега ќе го учи на трпение. Тој е ратоборен Мојсија, кој скокнува на првиот инцидент и прави дармар. На Бога не му се потребни такви луѓе. Мојсија треба да се делка, Мојсија треба да се воспитува на трпение. Затоа Бог ќе му даде да чува што? Овци. Ако сте биле пастири, овцата е наистина едно чудно животно, кај што треба многу трпение. И тука Бог ќе го кали, тука Бог ќе го воспитува, тука Бог ќе го дресира Мојсија да биде иден водач на Божиот народ уште 40 години. И затоа Бог има трпение со тебе и со мене се уште. Овде пишува Бог, имај трпение, Бог уште не заврши со мене. Значи Бог, ако те поминал низ некоја долина, не со цел да те удари во водата, туку да извади од тебе подобар материјал, да го кали твојот карактер, да ги острани сите троскоти. Знаете, троскот што е она тревка, што е троскот, што смета на пиперот или на доматите. Значи, Исус, Бог сака да не очисти, за да ни го даде тоа што е најдоброто. Мојсија навистина ќе учи тешки лекции. Мојсија ќе учи тешки лекции, најпред за него, но и потоа за народот кој ќе го води. И замислете го Мојсија, 40 години во пустињата. Има разни случаи. Во една прилика, она капина која горела, а не се горувала, и тука Бог ќе му даде убави лекции. Мојсија навистина ќе биде човек синоним, и затоа Библијата го нарекува еден од најкротките луѓе кои живееле на оваа земја, Мојсија. Дали ви се познати мислите, пропаднав, Бог повеќе не може да ме користи? Или, народно кажано, и Бог кренал раце од мене. Моите ме оставија, жената, мажот, децата, па и Бог кренал раце од мене. И знаете, во тие мигови често пати луѓето посегнуваат по својот живот, на жалост. Доаѓа оној непријател да гледаш, никој за 5 пари не те смета. Па и Бог кренал раце од тебе. Тоа се моменти многу тешки.
сега може да ви дадам примери на луѓе кои посегнале по својот живот, само што не го извршили делото, но благодарение на некој или на некоја особа, кој свртил телефон, зазвонил или се јавил и ги охрабрил таквите личности, и тие се вратени, условно кажано, во живот. Благодарение на некој што се помолил за таа личност, помислил таа ног или тој миг и му се јавил по телефон. И затоа, ако и ние добиеме таква мисла во умот, пропаднав и Бог повеќе не може да ме користи, да отстраниме таа мисла, најдоброто допреба доаѓа. Може би се исполнет со вина, исполнет со срамота, со чувство на неуспех, си отворил бизнис или нешто слично и ти пропаднале намерите и планот. Може би некој ќе покаже со прст. Знам, не е лесно тоа да се носи во животот, меѓутоа, ние како христијани имаме еден нов свет кој треба да го усвоиме или да го добиеме, а тоа е новото небо и новата земја. Еве што пишува Мојсей. А кога виде Господ дека тој доаѓа да види, значи тоа е таа грмушка која гори, извика Господ од капината и рече: Мојсей, а тој одговори: еве ме, Господи. Дали верувате дека и во пустината може да биде света земја? Каде е светата земја? Тамо кај што е Бог присутен. Кога Бог прозборил, тука е светата земја. Светата земја не е Палестина, не е Ерусалим. Може би била некојаш кога Исус одел по тие патеки. Денеска тој дел е војна база или војно подрачје. Затоа овде Бог повели на Мојсеја: Мојсей, ова е света земја. Тука Мојсей ќе добие од Бога авторитет. Тука Бог ќе му даде чин на Мојсей, би рекол. Ќе го приготви, зашто после некој ден треба да го повика горе повисоко на планината. Сеќавате на планината Синай. Што ќе се случи? Таму Мојсей ќе приготвен, карактерот очистен, ќе му ги даде 10 свети заповеди. Интересно, света земја во пустина, света земја кога бегам од Бога. Мојсей побегнал во пустината да се сокрие од војниците, од египетската војска која го бркале. Но таму Бог ќе го приготви да биде еден од најсилните водачи. Полосна, после тие 40 години со неговиот брат, кај ќе се вратат? Кај фараон, ќе барат дозвола. Сега тие ќе бидат осоколени, охрабрени, затоа што Бог ќе ги приготви. Света земја во моето разочарување, можно ли? Можно е. Може би таму во својата скришна соба, кога плачеш, кога се молиш, кога чувствуваш дека целиот свет е на твојот грб, тоа може да биде твоја света земја, која ќе донесеш одлука, која ќе го повикаш Бога да влезе длабоко во твоето срце. Света земја кога сум го зел својот живот во своји раце и кога сум донел лош одлук. Секој од нас во еден дел од животот донел некоја погрешна одлука. И може би тоа не може да се исправи. Но затоа да не те оптеретува. А ѓаволот сака повторно да не враќа назад. Знаете, тој не враќа на почеток. Бог вели: остави го тоа позади себе. Оди сега напред. Јас сум со тебе. Така и на Мојсей му кажа: остави го сега тоа позади тебе. Имам план со тебе. Света земја кога моите планови доживееле неуспех, планираме, размислуваме и на крајот паѓаме на почетокот. Тоа се моменти кога навистина, ако Бога не го побараме, можеме да се лесно лизнеме и за секојаш да завршиме. Света земја кога ме обзема чувство на срамота. Луѓето може би ќе покажа со прст кон мене и кон тебе. Оставите ги. Света земја кога сум притиснат со осуда. Те осудуваат луѓето. Света земја Божја средба. Во мигот на најголемите потреби, тој е тука поред нас. Сигурно сте го доживееле тоа во животот. Кога сите патишта ти, сите соништа ти паднале во вода. Сите твои планови не се оствариле и ништо не ти преостанува. Може би нема финанси, дури здравјето се преметило и тогаш, знаете, многу луѓе посегнуваат на жалост по својот живот. Пред некоја недела еден човек во Македонија си го одзеде животот. Оставил проштално писмо. Бил директор. Сега во пензија, значи има предиспозиција, куќа голема, фамилија.
и го нашле во дворот. Се прашуваа луѓе зошто, ја не знам причината. Меѓутоа сигурно имал некој момент, некој црно перде завесено дошло во умот и не можел да гледа ништо понатаму. И тогаш нечестивиот доаѓа вели, не се исплаќа да се срамотиш, па гледаш, немаш излез. И луѓето постигнуваат по својот живот. Во тие моменти, навистина е тешко, но треба да го побараме Господа. И Господ му рече на Мојсија, ги видов страдањата на народот мој во Египет и го чув пискотот негов од злото, што му го прават надзорниците, сега ја знам маката него. Што мислите, Бог не знаел и пред тоа, но знаел, но сега е момент да му каже на Мојсе, да го охрабри, зашто ти ќе бидеш водач, ќе те вратам назад и мора да преговараш со Фараон, да го пушти народот, ако не милом, силом. И затоа знаеме како Фараон, односно како Мојси и Арон дошле кај Фараон и со каква молба му дошле. Најпрви да отидат каде? Да се молат, сеќават. Значи, да се молат. А Фараон што рекол? Одите вие, ама децата не ви ги пуштам. И на крај, знаете, кога пошле оне злата, 10 зла, и кога пукнало, условно кажано, срцето на Фараон, кога го видел неговото дете мртво, и тогаш рекол, одете да не ве видам. И знаете, после некој ден се предомислил и повторно сакал да ги врати. Бог е со нас, драги браќи и сестри, кога сум во агонија, кога ми е толку тешко, кога не помага ни еден лек, ни една таблетка не може да ми помогне, кога сум стар, кога почне умот да ми откажува, кога сум семилен, кога деменција ми доаѓа во умот, кога не знам како да се вратам дома. И такви моменти има. И ќе дојдат. Како старееме, некој можеби од нас и тоа ќе го доживеат. Но знаете, таму каде што сме, тука кај што ќе го повикаме Бога и света земја, како што за Мојсей била грмушката, кај што тој дошол и разговарал со Бога. И сега тука, покрај грмушката, големиот Бог ќе му се јави на малиот Мојсей. Но тој мал Мојсей ќе стане голем во очите на Бога, зашто Мојсей ќе се даде, ќе се отвори да Бог работи со него. Јас сум оној кој вечно постои, вели Бог на Мојсија. Така ќе им кажеш на синовите Израилеви, оној кој вечно постои, ми испрати кај вас. Замислете сега, и самите евреи не биле сигурни. Мојсей бил 40 години со нив таму во Египет, индиректно, како принц, но сега тој оди во пустињата, 40 години ќе се приготвува и Бог вели, јас сега ќе те вратам назад. Најпрви ќе те пратам кај израелците, кај евреите и ќе им кажеш дека јас сум оној кој вечно постои, дека тој те испрати, зашто Мојсей барал гаранција, нема да му веруват. Ти веќе знаеш дека Мојсей убиец, дека направил извршил убиство, но Бог увели на Мојсей, јас сум твојата сила, јас сум ти доволен, јас сум твоја храброст, јас сум твоја храна, јас сум во столб во огнината ног. Замислите какво големо охрабрување добил Мојсей, кој бил скршен фактички, умствено, психолошки, но Бог сега го храбри. Јас сум твојот облак кој те чува дење, јас сум твојата наметка, јас сум твој водич, јас сум се што ти е потребно, јас сум се што ти треба. Има ли поголемо охрабрување од тоа, драги мои? Кога Бог ќе ти прозбори, кога Бог ќе ти каже, јас сум со тебе кога ќе стане семилен, кога косата ќе ти обелее, кога брчки ќе се појават по лицето, кога очите ќе ти потемнат, кога не можеш добро да слушнеш, јас сум и тогаш со тебе. Само биди храбар, издржи, најдоброто доправа доаѓа. Само Бог го преобразува нашето скитање во пустината во средба со Него. Само Бог може да излечи нашата рана. Ние одиме на погреби и си даваме сочувство, така? Тоа е човечки, убаво е. Но тоа е само моментално. Но никој не може срцето да го излечи. Не може тие солзи внатрешни никој да ги избрише. Само Бог и Неговата љубов. И надежта што имаме во Бога, дека еден ден повторно ќе се сретнеме со нашите мили драги. Потребата не прави понизни, знаете. Ова слика не враќа во пустињата кога Бог им дал вода на израелците. Често пати израелците били како невоспитани деца.
Често пати варирале, некојаш му аплодирале на Бога, а некојаш го колнели, условно кажано. Толку биле променливи во карактерот. Кога Бог им давал храна, жените ниту готвеле, ниту тенџери не имале, ниту други работи приготвувале. Се Бог им давал. Секо утро нова храна. Свежа, тазе. Но во еден миг им се згадило тоа. А знаете кој предизвикал кај нив такво чувство? Оние, другите египчаните кои излезле со евреите. Тие во даден момент, пишу во книгата Патриарси и пророци, почнале да негодуваат и да ги хушкат нивните пријатели евреи. Им рекле, па поарно беше во Египет. Да, поарно беше за нив, зашто тие беа на своето. Египетци, никој не им можеше ништо. Меѓутоа, евреите беа робови. Таму ништо не знае, освен краставици, кромит и тоа што им даваше фараон за храна. А потоа рековме, ајде на поле, плева, кал, месење и повторно назад. Се уште калта не им била исушена на лицата, тие легнувале да се одморат и наутро почнувале одново. И тие направиле смут или збуна и рекле, ајде да се вратиме назад. Нема вода, нема храна, нема месо, нема ломци, нема тенџериња. Еве приликата кога Мојсија им дава вода од карпата. Потребата треба да не направи понизни, меѓутоа израелците знаеле често пати да негодуваат. Потребите се прилика и за чуда. Бог правил чуда. Замислете храна, свежа мана. Тоа небесна храна или ангелска храна јаделе. И тој во еден миг едноставно почне да го отврдуваат. И затоа Бог правил чуда да ги осведочи. Тоа се бивши поранешни робови. 400 години биле неписмени, доста од нив, скоро и биле неписмени, освен Мојсей, кој Бог го приготвил во Египет, ги научил хиероглифите и сите тие писанија. И затоа Мојсей ќе биде писател. Тој ќе напише 5 книги Мојсееви и книгата на Јов. Еден плодоносен писател. Замислете, Бог тоа му го открил, како создавал. Само тој го пишува тоа. Првиот ден, вториот ден, седмиот ден. Па како се случил првиот грев, па потопот, не бил Мојсей присутен тогаш, но Бог, додека Мојсей бил до пустињата, Бог како панорама му дал и сето тоа го видел и го напишал. И затоа Мојсей можел тоа да го пренесе, но бил писмен. Додека ова хорда на 2 милиона луѓе биле неписмени, тие знаеле само кал, да прават циги и ништо друго. И можеле лесно со нив некој да манипулира, но Мојсей тоа не го правил. Нито Бог. Но им правил чуда. Преку чудот Бог да го отвори нивниот ум, да влезе во нивните срца. Но на жалост, тие 2 милиона ќе остават коски во пустињата. Само нивните деца или нивните внуци ќе имат таа привилегија да влезат во ветената земја. Божиот конечен план бил Мојсей да стекне целосна или потпуна зависност од него. Зошто тоа го учил? Па затоа што Мојсей, кога скокна, вели, губи војникот во Египет. Сакал во своји раце да превзема се. Бог не сакал тако водач. Бог сакал водич кој ќе се потпира на Божјата сила, на Божите ветувања. И затоа Мојсей ќе помине 40 години низ една тешка школа и почна да се буни целата заедница на синовите Израелеви против Мојсей, против Арон. Тоа сме веќе длабоко во пустињата. Може поминале 20 години. 40 тие патували. Замисли се одеднаш заедницата е символ за еврејскиот народ, за израелците, за 2 милиона луѓе. Почна се бунат против Мојсей како водачи и против Арона. Мојсей сега научил лекција. Често пати кога доаѓал во ќоше, тој вели, Арон, одиме во каде? Каде одиме? Во шаторот. Шатор на состанок со Бога. И тука тој го изливал своето срце и своите проблеми ги кажувал. Не превзема акција тој да ги среди работите. Им реков на синовите Израелеви: о, да бевме умреле од раката Господова во земјата египетска, кога седевме покрај котлите со месо. Гледате човекот колку е плиток во умот, колку не размислува. Се враќа на котлите со месо, а заборавиле дека биле робови, дека биле безгласна буква. Сега ѓаволот, сатаната ги враќа на котлите месо. И јадевме леб,
донасит. Па кој им бранел да јадат во пустињата? Имале небесен леб, дори некои биле толку алчни, толку себични и зимале дупло повеќе, мислејќи дека утре ќе нема мана. И што се случувало со тоа во нивните садови? Ќе се уцрви. Зашто покажувале недоверба во Бога. А Бог на тој начин сакал да ги учи на верност, на послушност, секој утро, меѓутоа некои биле лени. Може би седеле до 12, модерно би кажали до 1 и наутро не може да се разбудат. Требало на време да легнат и на време наутро да станат, за да соберат мана. Овде вели, за да го умрете целото ова множество со глад. Каква лага! Видите, каква лага се лансира. Кога Бог се грижи постојано за нив, имале вода, ништо не им недостасувало. Замислете 20 години да носиш чевли исти или алишта. Тамо вели, ништо им недостасуваше. Се беше под контрола, зашто Бог тоа го водеше. А заборавајте дека биле робови. Како влечат овде. Влечат статуи, влечат тие каменови големи, треба да ги склопат и да прават градови. Читајте во 2 Мојсеева кои градови ги правиле. Го заборавиле тоа. Видите, колку е ѓаволот лукав, да не намами на моменти кои сме ги може преживеле во животот, а сме ги заборавиле Божите благослови. Потребите се материјал од кој се раѓаат чуда. Да, тие материјали се потребни во животот, но тука, ако му дозволиме на Бога, на Исуса, ќе направи чудо како овие денови што зборувавме за сите тие чуда што Исус ги правил додека бил на оваа земја. Тамо каде што нема потреба, нема ни потреба за чуда, а потреба е секојдневна наша. А Господ му рече на Мојсија, ќе пуштам да паѓа леп од небото. Народот нека излезе секој ден и нека собира колку што е потребно за тој ден. А утре ќе ја видите славата Господова. Понатаму Мојсија тоа го кажа на народот. Дека навистина, Бог ќе ги благослови. И денеска и ние имаме потреба за врска со својот брак, потреба за врска со своите деца, потреба за врска со финансиите. Ти треба да имат врска со Бога постојано израелците. И затоа Бог преку чуда ги учел. Таа врска да се продлабочува се повеќе и повеќе. И денеска и ние имаме потреба за врска со Бога за нашето здравје. Има ли уште потреби? Секако таа листа може да ја продолжиме. Имаме многу потреби во нашиот живот, но затоа се да препуштаме во рацете Господови. И замислите, тој проклетствата ги претвара во благослов. И затоа најдоброто доправа доаѓа. Во моето пустинско скитање ќе го имам искуството на средба со Бога. Најдоброто доправа доаѓа. Кога имам потреба, тоа е прилика да видам чудо. Но Бог сака од нас да покажеме вера. А Исус, знаете, верата со што ја споредила? Со синепово зрно. Вие постарите, може и не може да видиме без наочари. Тоа е толку ситно. Видите, што Бог бара од нас? Ситници. Но ние тие ситници ги отфрлуваме и не ги прифаќаме, што треба да ги спроведеме во нашиот живот. Кога имам потреба, тоа е прилика да видам чудо. Затоа што најдоброто доправа доаѓа. Кога нашите најсакани соништа пропаѓаат, кога нашата најголема надеж се руши како кула од карти, кога животот ќе заврши, најдоброто доправа доаѓа. И затоа ова размислување сакам да го окончам при крајот, да сватиме уште еднаш дека сме ние овде гости и дека нашиот животен пат ќе заврши. Ако живи него дочекаме Исуса, може ќе отидеме на починок. Но со вера и надеж дека кога ќе дојде Христос, Павле вели, ние живите и оние кои не напуштени заедно во миг на око, ќе бидеме земени. Библијата буквално кажува грабнати и за секојаш ќе бидеме со Бога. Најдоброто доправа доаѓа. Тоа Мојсей го разбрал. Тоа Мојсей го разбрал. За него Бог ќе приготви многу нешто подобро од Палестина, од ветената земја кај што за која година ќе влезат израелците. Бог гледа преку завесата. Ние гледаме до зидот, преку зидот не можеме, драги мои. И еве на крајот како Мојсей завршува со својот живот. И умре таму Мојсей,
слугата Господов во земјата Моав, според зборот Господов. Ние би рекле, абре Мојсей, 120 години се изнамачи. Со надеж дека ќе влезеш во ветената земја и не влегол во ветената земја. Туку само на планината Нево или Небо, таму Бог му рекол, качи се да ја видиш ветената земја. Мојсија гледам, еве го горе на видот. Тој ја гледа ветената земја, кај што тече, што вели Библијата? Мед и млеко, тоа е символика, не течело мед по улиците, но благосостојба е таму. Кога дошли оние изведниците што носеле, како е грозд? Може би 50 кила бил грозот. 20 на стап го закачиле. Тоа е на символика која кажува дека била благословена таа земја или тоа подрече. Но Мојсей не бил подготвен да влезе внатре. Не само што сгрешил, таму кој го удрил во Карпат и потекла вода, туку Мојсей физички сега не може тоа да го издржи, зашто Бог знае дека таму ќе има проблеми, дека тие 12 племиња ќе почнат меѓу себе да се карат. Едноставно нема да бидат послушни, дури во еден момент тие 12 ќе се поделат на 10 со 2 племиња и меѓу себе ќе се кошкаат. Мојсей, драги, имал сон. Тој размислува како ќе влезе таму да ужива. Мојсей имал свој сон, но најдоброто за него доправа требало да дојде, бидејќи Бог имал подобар сон за него. Може би ние имаме свој соништа. Да изградиме куќа, деца ни се омажат, тоа е се убаво. Меѓутоа Бог може има подобар план. И Бог само вели, чекај, почекај, не брзај. И затоа Бог му рекол на Мојсија, почекај. Иако во тој момент Мојсија не може да го разбере Бога. Да умре горе и да нема никој присутен да го погребе. Знаете кој го погребале Мојсија? Ангелите Господови. Зошто? Ако имало некој израелец, тој би го знаел каде е гробот. Израелците би направиле споменик и ходочашчи, како се вика тоа, кога одат во Мека. Да, аджилак би направиле. Меѓутоа Бог не сакал. Зошто? Затоа што Бог имал план. Мојсей ќе биде само неколку денови во својата смртна постела. И Бог има друг план. Мојсей имал план, но Бог имал подобар план. Мојсей имал план, но Бог имал друга цел. Значи, Мојсей имал цел, но Бог имал подобар цел. Која била таа цел? Неговиот гроб е непознат, како што спомнав. И затоа Бог не дозволил да има присутни израелци. Туку ангелите го погребале. Мојсей во тој миг се прашувал, Боже, па цел живот ти посветив. Цел живот бев со тебе. Знаете, сега се сетив за оној брачен пар мисионери кои цел живот работеле во Африка. Веќе децата ги изгубиле таму, им починале од маларија. Тие доживеле длабока старост и тие поминале тешки болни моменти. Дошло време да се вратат во Америка назад. Го фатиле бродот и полека стасале таму во Америка. Се искрцале таму на брегот од еден град. Меѓутоа, во истиот тој брод бил и Рузвелт, председателот на Америка во тоа време. Кога видел низ прозорецот народ, музика, црвен тепих и си рекол, жено, сигурно ова е за нас. А тој не бил свесен дека и председателот во бродот. Меѓутоа било забрането на цивилите да излезат надвор, додека председателот со неговата тајфа не излезе. Кога виделе војска, полиција и председателот излегува, сите му аплодирале, дошла лимузина, го ставиле и го однеле. Најпосле, ајде сите и ви излезете од бродот. Се погледал со жената и си рекол, нас никој не пречека. 40 години работевме во Африка. Здравјето го изгубивме. Мисиониравме меѓу домородците. Зеле некоја соба како место за пренокиште, додека не заминат во своето родно место. Влегле во таа соба, човекот толку безхрабрен, толку разочаран, никој не дошол ни добре да му каже за неговите активности во Африка. И така додека седел наведнат во собата, плачи и се моли, Боже, зошто? Дали се исплаќаше да работам таму? И во тој миг Бог му се јавува. Почувствувал рака на рамото и глас.
сине мој. Да, ти цел живот таму работиш, но знај, ти се уште не си стасан дома. Твоето дома не е овде. Најдоброто доправа ќе дојде. Мојсей тоа го разбрал. Мојсей тоа го сватил дека Бог има подобро решение за него. Божиот план бил да го воскресне Мојсија после неговата смрт и да го поведе на небото како символ или тип на оние кои еден ден ќе воскреснат. И затоа, драги мои, може би ние сме слични на овој старец, проповедник, кој цел живот посветил во Африка, да ги облагороди луѓето, да го запознат Христа, а сега таму на брегот никој не го пречекал, ни добро дојде не му кажал. Но ангелот Господ му прозборил: сине мој, ти се уште не си дома, ти си овде гостин. Најдоброто доправа доаѓа. И затоа, драги браќи и сестри, во Исуса нема неуспех, во Исуса нема пораз, во Исуса нема за секојаш паднат. Еден ден ќе живееме во земја каде што ќе нема болести, каде што ќе нема жалости, каде што ќе нема маки, каде што за секојаш ќе бидеме со нашиот пријател, со нашиот Спасител. Во Тит Павле напишал: да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос. Еден ден ќе го видиме лице во лице. Павле вели: сега гледаме како преку стакло. Знаете, стаклата во тоа време биле мат стакла, не чисти како нашите. Павле вели: го гледаме преку стакло, но тогаш ќе се видиме еден со друг, лице во лице. Ќе бидеме вели, ќе почувствуваме неговата топла прегледка, ќе го почувствуваме неговото присуство и ќе се радуваме. Затоа Господ нека не охрабри вечер во сите нас. Без разлика низ какви проблеми поминуваме. Без разлика низ какви премрежја поминуваме. Без разлика што сме доживееле, што доживуваме и што ќе доживееме до крајот на животот или до крајот додека Исус не дојде. Исус сака да ти порача вечерва. Најдоброто доправа доаѓа. И најпосле дома ќе бидеме. Најпосле ќе се сретнеме со својот ангел. Најпосле ќе го прашаме: како ме чуваше овие 50, 60, 100 години колку сме живели на оваа земја. Нашиот ангел се ќе ми каже. Тогаш лице во лице ќе го запознаеме. Ќе разговараме со Исуса. Ќе ги видиме неговите рани. Тие рани биле направени за тебе и за мене. Затоа, фала му на Бога за ова вистина, фала му за ова надеж, фала му што најдоброто доправа доаѓа. Нека му е вечна благодарност на големиот Бог. Амин.